ова потврда дека Никола Груевски стои зад ревизија на Охридскиот рамковен договор. Ова е документ на владата. Анализа на Охридскиот рамковен договор. Овој документ владиниот секретар, повторувам, владиниот генерален секретар побара да биде тема на работните групи на 4 политички партии. Што е целта на Никола Груевски со овие документи за рамковниот договор? Што ветил Груевски и кому? Јавноста веќе дозна дека Груевски стои зад конференцијата за анализа на рамковниот договор. Тоа е овој документ што веќе го покажавме со архивски печат од владата, склучен пред 4 месеци во јули помеѓу владата на Република Македонија и Европскиот институт за мир. Еве зошто на Груевски му се потребни флаери со измислици и лаги. Никола Груевски се обидува да се испере од одговорноста. Сепак, прашањето со кое што си поигрува Груевски воопшто не е наивно. Груевски е должен да излезе и да ја објасни што работи зад грбот на граѓаните на Република Македонија. Што и да сака да направи Груевски, доцна му е. Прашање на денови е кога Никола Груевски ќе го добие одговорот од граѓаните на единствена Македонија. Збогум, Никола. Благодарам, повелете прашање. Денеска се бират председатели на Само зборува денешната седница на Републичкиот судски совет, строго контролиран орган од страна на ВМРО-ДПМН, зборува за дволичноста на ВМРО-ДПМН во фазата на разговори и преговори за надминување на политичката криза. Денеска се бира председател на Скопска апелација, председател на Основниот суд во Струмица и неколку други основни судови во услови кога договорено е да биде отворено и прашањето за работата на судовите уште со подпишување на Минскиот договор и кога е известно дека по завршувањето на темата за преговори за медиумите следното прашање кое што се отвара за преговори е прашањето за судовите. Очигледно е дека ВМРО-ДПМН е едно декларативно зборува, друго работи за грб на националната јавност, како што е и овој случај со рамковниот. Ова е вашиот став дури да им е истечен колку што судиите кажат кој треба да Ништо до сега не го попречуваше ВМРО-ДПМН, освен патолошката желба за одлагање на разговорите и преговорите и постигнување договор по отворените прашања за надминување на политичката криза, да го отвориме и прашањето за судовите, бидејќи тоа е обврска, знаете, веќе од 2 јуни наваму. ВМРО-ДПМН прави секоја точка од Парижскиот договор да се одлага што е можно повеќе со цел да се досни во термините за постигнување на договор. Што значи овој договор што го кажавте за Македонија? Дали тоа значи федерализација, двојазичност? Во оваа фаза е прерано да се разговара, тоа е прашање кое што ќе треба да го одговори Никола Груевски, имајќи во предвид дека тој потпишал како председател на владата и владата што ја застапува договор со Европскиот институт за мир за ревизија на рамковниот договор. Што може да биде тема на таа ревизија што ја потпишале е прашање кое што треба да го одговори владата на ние. И за медиумите. Рековте дека се борите за демократија, а прифаќате да преговарате за медиумите без нивно присуство. Значи, веќе еднаш кажавме, Социјалдемократскиот сојуз е единствената политичка партија која што официјално ги покани најрепрезентативните представници на медиумите, тоа е самостојниот синдикат на независните медиуми и Сдруженијето на новинарите на Македонија. За нашите позиции секогаш се навремено известени овие две институции. Не разговараме надвор од новинарите за медиумите, разговараме токму заедно со нив. Проблемот во Република Македонија е што заради начинот на владење на оваа владеачка гарнитура, состојбата во медиумите е таква како што е.